Гоце Делчев бугарин, цар Самуил бугарски владетел на Бугарско царство со центар на територијата на денешна Македонија. Македонците се бугари и говорат дијалект на бугарскиот јазик. Дел од странските туристи во државава можеби токму ова го добиваат од неовластените странски туристички водичи од Бугарија кои имаат тури во земјава. Првиот човек на Македонската асоциација на туристички водичи и придружници, Димитар Кавраков, вели она што бугарските водичи го презентираат е далеку од добро за државава. Од асоциацијата потенцираат и дека еден од најголемите проблеми со кои се справуваат со години е токму нивната нелегална конкуренција од соседните држави. Не секогаш знаеме што презентираат, меѓутоа во главном знаеме што презентираат и од таа причина ние сме многу гласни и досадни. А што зборуваат? Може ако се приклучите на некоја група случајно, еве и вие медиумите, некогаш ќе ве повикаме да дојдете со нас па да ги видите што прават и што зборуваат, така да ќе имате информација од прва рака, ама сигурно не нешто добро. Сепак се надеваат дека по долги години проблемот ќе биде решен. Конечно почнале да работат државните институции. Годинава првпат биле примени од директорот на пазарниот инспекторат, чија надлежност е овој дел, и се надеваат дека инспекторите ќе излезат на терен. Упатија благодарност и до другите владени институции задолжени за овој сектор, што конечно се заинтересирале за нивната дејност. Фала Богу, викаме, препознаен од две институции кои што се од големо значење за нас, а тоа се Министерството за култура и Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Како таа соработка ќе се одвива понатаму, јас се уште не можам да кажам, меѓутоа битно е дека ги привлекуваме нивните и очи и уши. Уште еден голем проблем со кој се справуваат е хигиената, посебно во центарот на Скопје. Велат пред се срамота е главниот град да нема јавен тоалет во деловите, каде што се главните туристички места. 80% од нашето време кој што го трошиме со странците е правдање на ѓубрето, вклучувајќи ја и оваа улица која што е главно место каде што овие туристите проаѓаат и гледаат. Во чест на Денот на туристичките водичи, денеска тие во Скопје и Битола организираа бесплатни тури за туристите во овие градови.